Иако може би на еден начин Порта Македонија е копија на триумфалната порта во Париз, која што ја изградил Наполеон Бонапарта, сепак незиното уривање би представувало антицивилизацијски чин, затоа што на неја преку релјеф е поставена целата историја на Македонија. Ова е ставот на архитектот Вангел Божиновски, основоположник и член на почесното председателство на Архитектонскиот совет за Централна и Источна Европа, кој став доаѓа после одлуката на владата да се избришат маркичките на Порта Македонија и споменикот Мајка Тереза. Божиновски исто така еден од авторите вклучени во проектот Скопје 2014. Негово дело е стаклената купола на собранието каде сега се одржуваат седниците. Уривањето на една севкупна историја, тоа значи уривање на сите напори што ги има вложено македонската цивилизација и гордоста на Македонија, која со тие релјефи кои се представени, има намера да ја соопшти вистината, онаква каква што треба да влезе во сето светско учебникарство. Тој што сака тоа да го сруши, јас мислам дека не ја заслужува својата диплома и мислам дека е тоа антицивилизацијски чин. Божиновски вели дека уште кога се градела портата, тој имал забелешки и сметал дека таа во незината форма треба да биде изворна македонска, но сега сепак не требало таа да се урива. Според него, портата можела да претрпи измени, со кои би ја добила таа типична македонска архитектура, што би било за 50% поевтина варијанта од уривањето. Дотерувањето на порта Македонија до степен да биде препознатлива како типична македонска порта или како карактеристичен белег на македонската архитектура, локацијата, димензијата и така натаму можат да претрпат критика, меѓутоа, но тоа не значи дека таа треба да се сруши. Постулатите на македонската архитектура дозволуваат вие да градите и во сите идни векови, почитувајќи го принципот на македонското градителство, а тоа денес можеме да го постигнеме, наместо со уривање, со довршување на тој објект. Од Општина Центар велат дека ако и Министерството за култура го потврди барањето на владата, би можело овие два објекти да бидат тргнати од деталниот урбанистички план Мал Ринг.